Само една независна листа за советници ќе учествува во изборната трка на локалните избори во Кочани, која ќе се обиде да освои што повеќе места во новиот состав на Советот и да ја разбие блоковската поделеност. Во општина Зеновци поднесени се две независни советнички листи и една за градоначалник, што значи дека на 15 октомври во првиот изборен круг ќе трчаат најмалку тројца кандидати за градоначалник и 4 листи за советници. Конечната бројка зависи дали покри двата политички блока, предводени од ВМРО ДПМН и од СДСМ, со своји кандидати ќе се јави и некоја партија. Инаку вечерва на полнок завршува рокот за собирање подписи за листи за независните кандидати за советници и градоначалници. Политичките партии имаат додатни 5 дена, бидејќи своите листи на кандидати треба да ги поднесат најдоцна до 9 септември. Изборната кампања започна на 25 септември годинава во 00 часот, а за првиот круг завршува на 13 октомври 2017 година во 24 часот. Изборната кампања во вториот круг завршува на 27 октомври годинава во 24 часот. Граѓаните имаат уште 5 дена до 9 септември да поднесат барање за запишување, дополнување или бришење на податоци во избирачкиот список. Јавниот увид во избирачкиот список исто така трае до 9 септември 2017 година до 24 часот. Што се однесува до кандидатите за градоначалник и за советници од коалициите предводени од двете најголеми партии, засега се уште ништо не се соопштува, што би требало да значи дека внатре-партиските калкулации и проценки на шансите на поединци не се завршени. Прогнозите на повеќето определени граѓани се дека во 4 општини Кочани, Виница, Шишиново, Блешево и во Зрновци ВМРО ДПМН ќе излезе со актуелните градоначалници, иако некои веруваат и дека ќе има изненадување во последен момент. СДСМ пак ќе бара решение кои ќе можат равноправно да влезат во изборната трка и тоа од најекспонираните партиски кадри, особено во последните година-две.